Стигнав во граничниот премин Тавановци. Од кога стигнав во граничниот премин, најнормално морам да приложам документи да дадам, бидејќи тоа е граничен премин. И му дадов, бидејќи јас знам дека ние можеме да патуваме и со лични карти, али за секој случај сум ги понесел и моите патни исправи. Со тоа што јас му ги дадов моите лични карти, од синот му го дадов пасошот и ми ги побарал, веднаш ми ги побарал пасошите дали јас поседувам патни исправи. Ја му реков дека патните исправи се со мене. И ми ги побарал. И од кога ми ги побарал, јас лично сум му ги дал. Кога сум му ги дал патните исправи, го гледам господинот полицаец како ми удира печати во пасошите и ми ги шкрта со две цртички од пенкал. И ја ништо не сум реагирал во тој момент. Доаѓа еден друг негов колега од таму и ми вика да се препаркирам, има некој проблем. И јас сум се препаркирал и ми вика мора да се вратиш. И ја го прашувам во која основа, причината која е да се вратам ја назад. Вика мора да се вратиш, немаме образложение за тебе, вика мора да се вратиш поради што си ром. Директно така ми го кажа. Од кога јас сум се препаркирал, ми рекле да се симнам од возилото и да чекам надвор таму во чекална некоја да видиме што ќе правиме. И јас најнормално, значи не се согласував да бидам вратен, јас сум барал да ми биде написмено одговорено по која основа сака да ме вратат. Што е проблемот во што се работи за да бидам ја вратен со мојот син и со мојата сопруга која патуваме за Република Србија. Јас упорно бев да не се враќам и они ми рекле да се враќам. Океј, ја ќе се вратам, викам дај ми ги моите патни исправи на шефот на смената, значи раководителот на смената. Со тоа он ми рече не ти ги дадам патните исправи. Викам не е проблем и јас сум ја запалил колата и се пуштив на кај Скопје. Кога сум стигнал на кај Скопје, отидов до македонска телевизија, веќе беше часот 4:30, вака 16:30, на кај 17 часот, кој не беше таму никој. И после тоа дојдов до кај нашиот градоначалник, му се пожалив за мојот случај, градоначалникот ми рече дека не ми е тоа во надлежност, не знам што, дека не може да ми помогне. Идам кај министерот без ресор, што е Неждет Мустафа, истиот, он ми одговара, вика, вие си имате ваш пратеник, иди кај Амди Бајрам, вика, он ви е пратеник. И ајде, викам, ки идам и до кај Амди Бајрам. Кога отидов до кај Амди Бајрам, му отидов лично дома, не беше он дома, он беше на пат кон Турција, тогаш тоа време имаше свадба и со тоа ми одговори преку телефон, вика Чичо, не можам ништо да ти помогнам во врска со тој настан. И после тоа најнормално ја морав да идам до внатрешна контрола, да побарам видеото назор е да го стопират, да го извадат видеото назор, да го утврдат настанот, со тоа кој ми ги одзема, зошто не ми ги вратил патните исправи мои. Дека пишува дека вие сте патувале на 18.6. А сметате тврдите дека ви беа одземени пасошите и патните исправи. Како успеавте да поминете границата, ако веќе ви беа одземени пасошите? Па вака, сега да ви кажам. Значи, и јас тоа се случи на 2.6. месец 2014 година, кој на 4.6. може да гледате подобро, на 4.6. моите патни исправи беа испратени по пошта. Значи, јас на 9.6. месец, значи после 7 дена, јас сум ги добил преку писмо во пошта моите патни исправи. Со тоа, јас, значи на 9 сум ги имало веќе кај мене. Министерството за внатрешни работи
да не обележуваат дека сме роми со ваквите печати. Значи ова е печат кој они нас не обележуваат дека ние сме роми. Да не обележуваат и да не ни наплатуваат овие пасоши, црвените сега што се биометарски, да не ни наплатуваат по 5000 денари, 4800 таму колку и нешто за брза поставка. Најубаво да не обележуваат, нека ни ги вратат овие нашите патни исправи плавите. Ромси, да, еве ти плав. Значи, и само што ќе гледа, значи со овој плав пасош ние не можеме понатака да патуваме, бидејќи јас лично сум го видел премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, кој патувал со авион до Република Франција со тоа што им покажал на граѓаните дека ние веќе можеме со нашите патни исправи слободно да патуваме. Не ни треба ни гаранции, не ни треба ни визи, не ни треба ништо. А од тука на нас ромите ни треба и гаранции, и гарантни писма, ни треба и све. Со тоа нека ни ги вратат овие пасоши плавите, нека види Министерството, значи ние немаме еднаш патувано, еве го, нека види Министерството дека и со плавите пасоши ние сме се појавиле на границите. Еве го. Значи, ние сме се појавиле на границите, нека не мисли дека со црвениот сега патуват. Не, тоа се излажа. Еве го. И со тоа криминал вршат врз нас. Уште не може да го најдат кривец сторителот кој го вршил, кој извршил кривично дело. Ајде вака да го прашувам ја, тој што го шефот на смената од граничниот премин Табановци, ајде ја да му го земам неговиот пасош, од неговата сопруга пасошот и од неговиот син. Како ќе се осеќа и дали нема да ме пренаоѓат за во рок од 24 сата? Министерството за внатрешни работи. Ќе ме пренаоѓат за во рок од 1 час, не 24 часа, многу ќе биде. А ја веќе чекам 6 месеци. Пута 24 часа можете самите да си пресметате колку е тоа. И тоа е тоа. Сега ќе видиме како ќе биде понатака, ќе следуваат тужби, ќе следуваат ако е потребно, ја ќе идам и до Страсбург да го приложам сето овој материјал кој што чекам и уште од народен правобранител, сега после празниците, после Нова година, уште едно писмо кој ми го испрати народниот правобранител, одговорот што ќе му даде МВР. И со тоа ќе се финализира ова, еве го, значи од народниот правобранител, еве го ова што сум го добил сега, во представката уште нема финализирано по европски стандардни, професионални стандарди, со тоа што не може Министерството за внатрешни работи, тоа е многу смешно, не може да го наоѓа пронаоѓачот на испраќачот на моите патни истории кои има сите докази и факти. И не може уште да го пронаоѓа испраќачот. Мене не ми е јасно ова МВР како работи. Частна реч ви кажувам, значи не знам ја понатака што да ви кажувам, ова МВР не работи, а да е воспротивно, јас се реков и пак ќе кажувам, јас го поштувам законот на Република Македонија, али воспротивно сакам и законот на Република Македонија мене да ме поштува. Обележување на пасошите на граничните премини во Република Македонија и секако ограничување на правото на слободно движење на припадници од ромската етничка заедница. Ние секако ќе постапуваме во овој случај, како и во сите останати, кога ни стигнуваат вакви приставки. Ова е една од многуте приставки кои што имаат стигнато, не само до Хелсиншкиот комитет, други навладени организации, Народниот правобранител. Значи се работи за еден системски проблем, за кој што ние одамна имаме кажано дека е системска дискриминација, дека се врши расно профилирање на ромите на граничните премини, така што секако ќе ги употребиме механизмите кои што стојат на располагање како за заштита од дискриминација, меѓутоа така и за наводите кои што се однесуваат за одземање на патните исправи во конкретниот случај на сите членови од семејството, кое што е спротивно од законот. Странката се обратила до Народниот правобранител, така што чекаме од таму одговор во однос на тоа од каде стигнало писмото кога му била вратани патните исправи.
и зависно од одговорот ќе го утврдиме и нашето надлежно постапување, меѓутоа во секој случај ќе реагираме за неовластеното постапување од страна на полицијата на граничните премини, како во делот на дискриминацијата, така и во делот на одземање на патните исправи.